Netflix објави голема промена. Стопирано емитувањето содржина од телефон на ТВ. Netflix воведе голема промена во својата видео услуга која најверојатно ќе ги разочара корисниците кои често патуваат и се потпираа на лесното префрлање на содржината од мобилната апликација над екраните во хотели или апартмани. Оваа практика сега е завршена. Промената, која стапи на сила кон средината на ноември, беше објавена тивко на нивната страница за помош на корисниците, без официјално соопштение. Што повеќе нема да биде можно. Пресликување или мироринг, во иднина, нема да можете да пуштате содржина од Netflix на вашиот телефон, а потоа да ја стримувате на вашиот телевизор или уред за стриминг, освен на некои постари уреди. Ова влијае на повеќето модерни хардвери. Како мора да гледате сега? Корисниците кои патуваат сега ќе мора да се најавуваат директно на телевизорите или уредите за стриминг, доколку ја имаат инсталирано апликацијата. Најавување. Наместо да внесуваат корисничко име и лозинка, корисниците може да го користат по едноставниот начин, скенирање на QR кодот што се појавува на телевизорот со нивниот телефон. Оваа промена е продолжение на пошироката стратегија на Netflix за поголема контрола врз начинот на кој корисниците пристапуваат до платформата, како што беше борбата против делењето сметки. Причината за промената. Иако нема официјално објаснување од компанијата, представник на Netflix објасни на Reddit, дека потегот е направен со цел да се подобри корисничкото искуство и дека ако хардверот има далечински управувач, префрлањето од телефонот повеќе нема да биде можно. Sony подготвува нови RGB LED телевизори True RGB кои ќе го надминат OLED. Sony се приближува до представувањето на својата нова серија RGB LED, телевизори со црвено-зелено-сина диода која емитува светлина, под името True RGB, која има за цел да понуди подобар приказ од постоечката OLED. Телевизори со органска диода која емитува светлина, технологија. Регистрацијата на името во Јапонија и Канада сугерира дека премиерата може да се случи на саемот CES, саем за потрошувачка електроника, 2026. Главни предности на True RGB. Главните предности на новата RGB LED технологија се фокусираат на надминување на ограничувањата на OLED. Извонредна светлина и прецизност. Телевизорите се значително посветли од OLED моделите. Идеални за осветлени простории. Високата светлина ги прави совршени за гледање во добро осветлени простории. Помало излевање ке на светло. Технологијата бара помалку филтрирање на боите, што ја намалува појавата на излевање ке на светлото од светли на темни делови на сликата. Енергетска ефикасност. Потенцијално, новите модели ќе бидат и поенергетски ефикасни. Скалирање. Sony истакнува дека скалирањето ќе биде клучна предност, бидејќи OLED технологијата е практично закочена ке на 97 инчи со високи цени за поголемите модели. Конкуренцијата се засилува. 2026 година се очекува да биде година на силна конкуренција во овој сегмент на напредни телевизори. Hisense планира модели од 55 до 100 инчи и голем модел 116 UX од 116 инчи. TCL ги представи Q9M и Q10M Ultra. Samsung најави свој microRGB телевизор од 115 инчи. LG доби CES награда за премиум LCD, телевизор со течни кристали, со microRGB технологија.